Почитувани, се наоѓаме на местото каде што некогаш беше Преспанското езеро. Да, на местото каде што стоиме само пред 2 години имаше вода. Денес езерото е повлечено од 50 до 500 метра кон средината. Она што се случува во Преспа е резултат на неспособната влада и незината желба за профит. Го загрозува животот како на луѓето, така и на целиот животински и растителен свет во Преспа и целиот југозападен регион на Република Македонија. Нивото на езерото е опаднато за над 5 метри. Ова е рамно на еколошка катастрофа и неистата сме сведоци секојдневно. Изумрена риба на бреговите, намален кислород во езерото, со што практично е загрозен целиот рибен фонд и опасност од трајно исчезнување на езерото. Преспанското езеро е езеро кој што го полни Охридското езеро и доколку доторот на вода во истото е слаб, а одливот голем, може да дојде до целосно присушување, што во моментов и практично се случува. Ова пред е резултат на големото трошење на вода од Црни Дрим за производство на електрична енергија и големиот одлив кон Охридското езеро, но и непланското трошење на водата од Преспанското езеро. Почитувани, ова е национална катастрофа, која има име и презиме. Тоа е Зоран Заев. Некој за ова мора да понесе одговорност. Се става во крајна опасност опстанокот на езерото, опстанокот на туризмот во регионот, но и животинскиот и растителниот свет во овој регион. Во Република Албанија имаше и парламентарна расправа во која се активира голем број на чинители за спас на езерото. Но во Република Македонија, каде се наоѓа поголем дел од езерото, владата молчи и дозволува тоа бавно да исчезнува и да пресушува. Одговорност за оваа ситуација мора да има. Ви благодарам.